И во контекст на оваа пролет и на било која пролет, како да кажем, мене ми пролет омилено годишно време, затоа што крај на зима, почнува сонцето, почнува малце подобро време, ама омилено ми е и заради тоа што имаме пролет е време во кое што спортските надпреварувања отприлика го гледаат својот крај. И не знам колку знаете, колку не знаете, на 28 мај е финале на Лига на шампионите, значи и тоа може у календар да си го запишете. Играат Атлетико Мадрид и Реал Мадрид. НБА, нешто што исто гледам ја доста време, многу години, значи НБА финале, сега е плейофот, малце у лошо време. Сватите дека више не сум средна школа, тие што сте можеби моја генерација кој што ја откривме НБА во некои средношколски години, никош нема да заборавам. Барем ја така функционира, значи ќе спијам негде од кај 11-12 до кај 2 саатот. Не може да станеш до школама, за НБА ќе станеш, значи 2-3 саат се будиш и гледаш од 3 саат до 6:30, да кажеме, тие големи финалиња, Нью Йорк против Хјустон Рокетс, да кажеме, и 6:30 си легнал и те буди мајка ти вика ајде треба да идеш у школа, утепан скроз, и дојдеш у школа и со твоите другари викаш видели што направи Хаким Олаџуан. И тоа беа тие за мене лично многу битни моменти. Значи да не забораваме европско првенство во фудбал се ближи. Јас и Жизел више си го собираме албумот и може ќе не видите на фонтана како се менјаваме со сликички. Значи мене лично, не знам на колку од вас, ама мене спорт многу ми значи, можеби и заради тоа што ќе ви кажам едно нешто од моето детство. Јас се родив, пораснав на Елинденска веднаш до градскиот парк. И кога бев многу малечок, значи кога бев можеби не знам 4, 5, 6 години, најрани вака некои сеќавања од тоа што се случува, значи немам нешто многу, ама нешто што се сеќам дека се има случувано е следново. Први звуци на првите дискотеки што се отворија во градски парк, значи од друга страна, и слушаш музика и гледаш луѓе како одат, големите одат во дискотеки, се чудиш што. И втора работа беа тие звуци од надпреварите. Надпревар, не знам дали македонски збор, на утакмиците на кои што играше Вардар. Јас сеќам тие порано кои игра Вардар и Звезда, Вардар и Хајдук у бивша Југословенска лига. И во тоа време на стадион ќе се собера по 20.000, по 20 кусур илјади, и јас сум малечко детенце, значи со моите другарчиња играме пред зграда кај нас и во исто време само слушаме онаа, како да кажам, галама или онаа бодрење на клубот. Одеднашка и веќе знаевме и да препознаеме кога е шанса, малце послабо, или кога е гол кој ќе пукне стадионот. И ја израснав буквално цело време покушувајќи да влезам без карта на стадион, да дзиркам низ тие даски, од трибини, уште не беше сител телевизија и силекс дискотека, тоа беше све една отворена една структура архитектонска, и од таму ќе се пикаме со другари, некако да дзирнеме Вардра Шопре, ќе не пуштаат со поголемите. И тоа работнички ми беше тука, кака работнички исто така, исто нема пропуштена утакмица. И тоа е тој еден спортски момент во кој што секоја пролет мене ми е многу убав. И сега гледам помалце плейоф, не можам да станам више од 2-3 сата, ама репризи барем ќе фатам и еве го фудбалот и многу други овакви спортски некои збиднувања. И она што мене ми е многу интересно е следново, дека Библијата зборува, дека имаме на неколку места, и особено еден, Павле, значи зборува во спортски метафори, кога зборува за нашиот христијански живот. И мислам дека тоа може би се денеска искрено понекогаш заради тоа што сме изгубиле, да кажеме, директна врска со не знам, земјоделство или со сточарство, понекогаш не ни е најјасно кој ќе каже, не знам, си на поводо зрно е најмало. Ние си викаме, не знам, 3 зрна, не знам ни дали е најмало ни најголемо, ама нели пошто Исус кажал, знаеме дека е најмало сигурно и продолжуваме понатаму. Некои други метафори, си изгубила овца, се не знам, значи јас овци сум видел последен пат на некоја планина, не знам. Не е тоа дел од наша култура, ама кога Павле зборува за спорт, мислам дека тоа и текако е наша култура. Затоа што денеска, за жал, можеби сме и премногу обседнати со спорт, со тие звезди големи, со фудбалски звезди, со кошаркарски звезди. Денеска е Скопски маратон. Ги гледаш, многу сериозни више стануваат луѓе за трчање. Имаше една екипа, не знам, на микрофон кажуваат елитните тркачи нека дојдат напред. И ја викам, кои се елитните тркачи и се знае кои ќе дојдат. Дојдоа некои оние кеници, источноафриканци,
под 32 кила и гледам они се спремни више, додека овој пукне овие пола трка и стрча више. Тоа беше интересен момент. Спортот е секаде, значи се повеќе и повеќе гледаме и во Македонија оние вебсајти, не знам, за здрава храна, за спорт, как начини на вежбање, здрава исхрана, некои состојки што треба да ги ставаме у храна, што не можеме баш да ги изговориме најдобро, па си викаш се надам дека ќе погодам правото нешто кој ќе идам на продавница за здрава храна. Ама Павле зборува за спорт и лично ја можам да се идентификувам со таа метафора. Дека има допирни точки помеѓу спортот и помеѓу нашиот живот. И мислам дека денеска, особено заради Скопскиот маратон, добро да се потсетиме дека христијанскиот живот е всушност маратон. Дека не е трка на 100 метра. Дека не е само кој ќе истрча у следниве 3 месеци најбрзо. Или кој ќе истрча можеби година дена најбрзо. Или кој можеби ќе се вложи одеднаш во некој во било каков временски интервал. Дека е маратон. И кога сум читал некои интервјуа со маратонци, сега можеме сега имаме маратонеци кај нас од црква, може и него да го прашаме, веќе како што значи да истрчаш маратон. Зборуваат за едно нешто, дека психолошкиот товар на маратонците е многу позначен отколку самиот физички терет. Дека тоа е многу повеќе психолошка битка со самиот себе. Дали ќе можеш да издржиш? Дали ќе можеш да поминеш, затоа што пред тебе е една долга дистанца. Не е 100 метри, па ќе речеш, знаеш што, ќе истрчам 100 метри и да сум последен ми е гајле. Ако сакаш да влезеш во маратонско трчање во 42 километри, тоа што е сериозна работа. И никој не сум трчал 42. Ја 5 километри кои истрчав еднаш во живот ми изгледа како 500 километри. И предпоставам дека постои тој значаен момент да застанеш на таа стартна линија и да погледнеш пред себе и да едноставно знаеш дека дошол тој ден кога ти ќе трчаш 42 километри, значи една многу долга дистанца. Една Скопје-Тетово дистанца, ако сакаме веќе да намериме горе доле на збор. И ако христијанскиот живот, ако нашиот живот маратон, а не трка на 100 метри, мислам дека тоа нас ни дава тоа треба да ни даде нас перспектива околу тоа како треба да бидеме подготвени за тој маратон. Што значи кога во текот на животот ќе ни се јават проблеми, значи од било кој тип, и како би можело да продолжиме понатаму. Денес ги гледам, ќе ви кажам нешто мало, значи ние како екипа, тоа е и Soulcraft, тоа е и Центар за поттикнување креативни потфати, значи ние можевме да издвоиме пари и да дадеме да уплатиме учество за 30 лица со попречености кои што трчаа на маратонот. И тоа беше еден многу добар момент, значи момент кој што сакам да го споделам со вас, зашто и ваш момент, тоа не е мој момент, тоа е наш момент. И затоа и бев поканет, дојди кај Триумфалната капија да се видиме, да едноставно да присуствуваме на самиот почеток на таквата трка. И како што одев на кај Триумфалната капија, неминовно луѓе ги гледаш во тимови, некои во исти маечки, некои во интересни исти маечки, некои луди, значи, некои беа буквално, не знам, шала, да, со перики имаше, тимови со перики. Сите имаа златни афроамерикански перики, со Силвија се девавме смење. Имаше еден тим као црвени нинџи, значи сите 6 души и вака фатени за раце и така трчаа. Значи, не знам тоа дали е тоа дисциплина или стил, што и да е, ама така си трчаа овие. Петорица, не знам, имаше некои со некои надписи, ама ги слушам, викаат вака, добро тренирав, не знам, допред некое време, ама нешто, трчав покрај кеј, на кеј ми е тврда патеката, имам болка, не знам, во колено, некои други вика, зимово малце, пропуштав тренинзи, значи ги слушаш затоа што веќе дошол денот на нивната трка. И додека ги слушав, баш согласно на ова што го зборувам вечерва, сватив едно нешто, дека за животот нема тренинг. Ако животот маратон, ние немаме можност да тренираме за животот. Ние немаме можност да кажеме сега ние ќе тренираме за животот, зашто животот тече. Ден за ден тече. Не можеме да кажеме сега една зима ќе тренирам
за животот, значи во тој смисол да го речи си да го запреш времето, зашто животот е маратон, е трка која што ние не можеме да запреме. Можеме да земеме внатре во самата трка интересно време за да можеби подобриме нешто кај нас или да размисли, значи што и да можеме да направиме, ама животот нема генерална проба. Нема тренинг и нема генерална проба. Не можеме да кажеме сега ќе пробам ова, па после ако не нема далечинско, нема она напред назад, rewind. Нема, ај се ќе си вратам 3 месеци назад, сега ќе влезам у таа сцена. Нема такво нешто. За разлика од маратонот, за разлика од било кој спортско надпреварување, кое што на тренингот симулира надпревар, симулира тој момент кој што ќе биде, да кажеме, кој што ќе се случи за некое време и тогаш тој момент доаѓа, едноставно доаѓа и се случува. И го зборувам заради тоа што мислам дека со оваа метафора можеме да се поистоветиме. Можеме да се поистоветиме затоа што претпоставувам и мислам се знаеме, значи веројатно сите ние сме на некоја различна дистанца, на некоја различна делница во ваквата трка. Некои можеби само што почнуваат и можеби разбираат дека ова не е трка на 100 метра. И за жал сум имал прилика да видам дека луѓе се откажуваат од Христос и се откажуваат од христијанството во оној момент во кој што ќе разберат дека тоа е всушност животна трка, дека е тоа маратон. И лесно им е можеби месец, два и три додека трае еуфорија, адреналин, прв пат читаат Библија, прв пат нели го искусуваат Бог, ама кога ќе сфатат дека тоа е животно нешто. Сум видел луѓе кои што викаат, знаеш што, не е ова за мене. И не дека не е за нив во смисол дека они не веруваат, не знам, у Бог, дека постои или било што. Ама сваќаат дека ова нешто е можеби многу посериозно од тоа што всушност тие оригинално го имаат замислено. Некој тука помеѓу нас се можеби некаде во на прва третина, значи имаш истрчано можеби не знам 3, 4, 5, 6 години и гледаш напред и сакаш да завршиш трката. Некој се можеби на пола пат. И мислам дека пола пат е понекогаш деликатно нешто, затоа што кога си на пола пат си викаш, значи сега треба веројатно уште толку да истрчам, уште толку ќе треба да одам напред. Некој можеби се веќе пред таа целна линија, значи трчале, ама понекогаш повторно тие интервјуа со маратонци. И можеби ќе сетите на GLS имаше еден пример во кој што се кажа дека последните можеби 2 километри се најкритични. Затоа што тогаш знаеш дека имаш веројатно уште 2-3 километри, ама веќе телото може да откажува. Во нашиот живот, ако земе оваа метафора, значи можеби си трчал 10 години, 20, 30, 40, 50 години и можеби се случувале работи во твојот живот кои што ти донеле болка и ти донеле страдање и можеби си викаш, можеби не знам, колку што ќе даде Бог имам пред мене, ама ми треба таа помош. Тој последен момент на придвижување кон целта. Оваа вечер, значи без разлика каде се наоѓаш, дали можеби си бил во тој христијански маратон или во таа христијанска трка. Па си излегол, па можеби си се вратил, па можеби си излегол и си се вратил. Значи има и такви сценарии. Зашто оваа не е трка која што во секој сегмент е огледало на маратонот и на било каков друг спортски настан. Можеби, како што кажав, можеби си негде на пола трка и си викаш, ќе биде тешко ако вака ми престои уште на ваква половина ќе биде многу тешко, или можеби, како што кажав, си викаш, хеј, трчам доста време и веројатно уште малку, ама немам сила. Оваа вечер би сакал да позборуваме за оние ресурси кои што нас Бог ни ги дава. За јас и ти да можеме да ја завршиме трката како што треба. И затоа што Бог нас не оставил без ресурси. Тоа е прво нешто. Многу често во трка, дури веројатно и кога си со тим, може да се чувствуваш осамен. Затоа што во одредена смисла ние сме заедно со други, ама има и момент во кој што ние се чувствуваме сами. Дека сами треба да ги придвижиме нашите нозе, нашето тело и треба да одиме кон зададената цел. И ќе почнам со еден стих. Кој што е во 1 Коринтијаните.
9 глава. 1 Коринтијаните 9 глава 25 до 27 стих. Односно ќе прочитаме од 24. Не знаелите ли дека оние што се надпреваруваат на стадион, трчаат сите, но само еден добива награда? Па така трчајте и вие за да ја добиете. Секој надпреварувач се воздржува од се. Тие, Павле мисли на надпреварувачите спортисти до негово време, тие за да добијат распадлив венец, а ние не распадлив. Јас пак така трчам, но не како без цел. Не се борам како оној што удира по ветар. Туку го истоштувам и го поробувам своето тело, да проповедајќи им на другите, јас самиот да не бидам отфрлен. И ова е еден стих, ова е еден момент, значи 1 Коринтијаните 9 глава, 24 до 27 стих, каде што Павле својот живот и христијанскиот живот воопшто сака да го протолкува, сака да го интерпретира преку метафората на спортот, преку метафората на атлетот кој што се надпреварува. Една слика која што воопшто значи не е непозната во тоа време, напротив, знаеме дека Стара Грција ги инициираше така наречените олимписки игри. Игри на кои што сите грци во тоа време доаѓаа на едно место и се надпреваруваа. И заради таквото нешто и заради култот кон спортот, значи ваквата слика беше едноставно многу присутна на секаде низ целата во Павлово време Римска империја. Значи имаме фитнес центри, ако сакате да ги наречете, или така наречени гимназиони, фитнес центри од тоа време каде што младите момчиња, така наречени ефеби, имаат тренирано. И тие што прават, значи имаат повеќе дисциплини, значи имаат вакви дисциплини, трчање, имаат бокс, имаат борење и имаат една алатка што се нарекува стригил. Стригил е како да ви кажам една плочеста метална алатка, личи на нож, значи не е остра, со која што тие после борење за да што користат масло, маслиново масло, како пеливаните да кажеме условно во нашите краеви, после борење во песок ти имаат песок на себе, зашто нели леплива е самото маслиново масло е лепливо. И тие всушност главната работа е како и денеска, значи главната работа што е? Главната работа е да одиш низ град со стригил и чистиш песок, така. Да те прашаат другарите што правиш и ти да речеш еве сега доаѓам од вежбање. Што правеше? Се борев со другар ми, како тешко беше денеска, али знаеш како е, јас сум атлет, значи интересно е дека некои пориви на човекот, дека некои пориви на човештвото речи си се, како да кажам, стари колку и човекот. И имаме такви и на грчките сликани вази и на некои други представи, значи имаме такви млади момчиња, млади билдери, млади борачи кои што се со тие стригили. Не знам, ќе кажам еквивалент можда на некоја торбица сега, фитнес торбица, така. И напред ќе ставиш некој изотоничен пиелок и што приш, малце, нели, малце да вежбам. Таа е та иста идеја. Значи Павле кој зборува за нешто кое што сите го знаат, јасно им е, нема потреба нешто многу да објаснува, пошто вие момци покажувале дека вежбаат. Значи не се криеле, поентата помеѓу другото била да покажат на сите дека се уствари спортски активни. И се Павле зборува за неколку нешто, значи зборува за тоа дека трчаат сите, но само еден добива награда. И веднаш да кажеме едно нешто. Значи ова е се уште метафората, она потекло на метафората. Така било на стадионите. Кога некој ќе трча, кога има олимписки игри, еден само, значи немало тие сребрени, бронзени медали, имал само златен тој венец кој што го добил победникот, ама Павле преку ова сака да не воведе во момент на награда, за кој што ќе зборува малце подоцна. И вика секој надпреварувач се воздржува од се, тие за да добијат распадлив венец, а ние, значи веќе зборува за христијаните, ние за да добиеме нераспадлив венец. И јас пак трчам, вика, но некако без цел. Значи не трчам без цел, и не се борам како нешто удира по ветер, значи веројатно не е кој што вежба боречки вештини, туку вика го истоштувам и го поробувам телото, та проповедајќи на другите, јас самиот да не бидам отфрлен. Овој текст ќе ни биде основа за неколку нешта кои што Библијата недвосмислено ни ги зборува и кои што како ресурси јас и ти треба да ги искористиме, затоа што животот маратон. Сите ние знаеме. Дали сме, не знам, 15 години, 25 години, 35, 55, 75 години, ние знаеме едно нешто, дека животот како таков е предизвик.
И ние како християни треба да знаеме, ние треба да знаеме дека ние не сме оставени, ние не сме фрлени во некаква трка од страна на Бог, и Бог сега вика, знаеш што? Види што ќе се случи, како во вицот со Охридскиот виц, скопскиот виц за охриѓаните, да бидам малце, нели, поточно, кај што, нели, Климче го тера да го преплива, не знам, Средоземно море, и сите пливаат и Климче за жал потонува под вода и ве вика дај друго дете. Значи, пошто првиот отишол. Тоа не е слика во кој што нас Бог не покана. Значи, Бог нас не фрлал некое море на живот и ни вика се ти снајди се, знаеш дека ја постојам, остајме. Значи, прави што ќе правиш, еден ден можеби ќе доеш до мене. Не. Значи, сакам да се потсетиме на суштината како Бог и со кои ресурси нас всушност ни дава можност да ние бидеме победници во оваа трка. Што Бог сака да бидеме победници. И во книгата Откровение стои дека оној кој што е победник, оној кој што победува, на него ќе му дадам ваков еден венец награда. Прва работа што сакам да напоменам е можеби очигледна, ама очигледните работи барем јас ги заборам можеби најповеќе. А тоа е следново. Дека нас ни даден тренер. И дека тој наш тренер е Бог. Што е тренер? Тренер е оној кој што всушност ја знае природата на самата спортска дисциплина и идеално учествувал во истата. И од тоа негово искуство тој може да пренесе на некој нов, значи може на некој нов да пренесе знаење, да го насочи во неговиот тренинг, за и тој да може да достигне резултати. Кога ние зборуваме за Бог, значи ние не зборуваме за некој тренер кој што е далеку од нас и кој што аплаудира негде таму од небото, ајде побрзо, туку не смееме да забораваме, како што вика книгата, односно послание до евреите, дека Исус Христос дојде на оваа земја и дека беше искушен во се. И дека остана без грев и дека заради тоа всушност воскресна, заради тоа што доживеа оправдување од Бога. Значи ние немаме и таму кај што вика, ние немаме првосвештеник, односно оној кој што застапува за нас, некој кој што појма нема ни што ние проаѓаме, туку имаме реално таков тренер кој што многу добро знае што значи да се живее на овој свет. Оно што е важно е дека ова и тука метафората можеби престанува, е дека ова не е само било кој тренер кој што живеел на оваа земја, туку дека всушност во Исус Христос значи имаме богочовек, оној Бог кој што го создаде овој свет, овој цел универзум и кој што најдобро знае што е полезно, а што е штетно за мене и за тебе. И тој тренер значи не оставил само нели на ниво на бодрење, зашто тогаш не би бил тренер, туку би бил навивач. Не оставил соупатство за трката, тоа е Библијата. Значи, единствен начин како јас и ти можеме да се ориентираме на животот, единствен начин како јас и ти можеме да ги предвидиме опасностите на животот, единствен начин како јас и ти можеме да знаеме каде е границата помеѓу животот и смртта, уште на оваа земја, е всушност Библијата. И Библијата, значи, не е важно да се чита само затоа што, ќе каже проповедникот, ајде читате Библија, значи тоа се за мене, како да кажам, на многу ниско ниво повеќе. Значи, јас сакам да повикам сите ние заедно да читаме Библијата, за да можеме да го толкуваме нашиот живот. И за да можеме да знаеме што всушност Бог ни дава, која е неговата перцепција за овој свет и што е важно, што не е важно, и оно што го кажав, каде е границата помеѓу животот и смртта, помеѓу гревот и оно што значи послушност на Бог. И Библијата нас не ни е дадена ние само да читаме, не знам, во изолација, ние сме си сами со Библијата. Секогаш морам да ви кажам, ставите еден знак прашалник, кога некој ќе ви каже јас сум христијанин и си читам дома сам Библија. И друго, па ништо, си читам дома сам Библија. Значи тоа може да биде добра пракса, тоа може да биде пракса во која што човек нели чита и дознава, ама тоа е само еден дел, еден сегмент кој што Бог го дава. Понекогаш тоа може да биде симптом на изолационизам. Некој кој што ќе каже јас си читам Библија и не ми треба црква и не ми треба ништо друго и не ми треба никој друг во живот, значи тоа се реално посериозни нешта. Односно суштината е следното. Тргнувајќи со ово упатство и со Библијата, да разбереме дека Бог ни дава да не трчаме ни животот сами, туку да имаме тим. А тој тим е црквата. Црквата. Која што никош нема да идеализирам, зашто самиот Бог не ја идеализира. Овие сите посланици што ги читаме се најчесто напишани помеѓу другото затоа што Павле и Бог преку Павле требал да коригира некои цркви. Ама без разлика на тоа, тој тим е од Бога даден и од Бога предвиден за јас и ти да можеме
да издржиме до крајот. И оно што денес го направивме, ете, барем со Силвија отидовме да му даеме поддршка на Джоел, да му даеме поддршка зашто мислиме дека има една динамика, една динамика која што јас на еден друг маратон ја искусив. Еден друг мој пријател и пастор на една од црквите во Скопје, на Слободна Надеж Перо Тодоровски, ни кажа уште кога бевме, не знам, 20 на години, јас ќе трчам, он беше професионален атлетичар, и вика јас ќе трчам маратон. И јас некако рачунав како иде, и во тоа време маратонот повторно проаѓаше по оваа Илинденска улица кај мене ке зграда. Ја реков тука ќе влезам, и ја не знам што да правам, ќе му дам можда вода или нешто, значи не знам што да правам. И викам, знаеш што, ај ако му дам вода да не го оптеретувам другарите, зашто он е веќе од прилика на некој 38-39 километар. И дојдем со мојот точак до него и му викам, како иде? И он еден поглед ми вика, вода. И викам, немаш вода? Вода. И ја отидов до дома, напунив шише вода, викам, еве ти вода, вика плискај, го плискам, вика, фати полиција, да не мисли дека некој го нападнал маратонецот. Немам искуство, значи тоа беа првите маратони ви изборам пред 15 можда години. И го прскам перо и му да вода и продолжувам со него докај до влада, сегашна влада, до мост Гоце Делчев, и вика таму, после тоа беше целта, јас се вратив назад и после 2-3 дена се видов, ми вика, знаеш, вика што? Ти, вика, ми дојде, вика, сигурно, вика, не си знала, ама, вика, ми дојде у клучен момент. Вика, јас знаев дека имам уште 2-3 километра пред мене и више си викам, беше многу сончево, немаше како денеска ветер, значи беше висока температура, и вика си викам, јас не знам како ќе продолжам. Нешто, вика, те гледам тебе, вика, со точак ме гледаш, вика, вака, као, Перо, шо приведовар ли си, да? А веројатно он мисли дека ја треба да заклучам дека не е добар, така пошто трчам маратон. И вика, знаеш што, тоа, вика, реално многу ми помогна, вика, тоа бодрење, тоа да имам некој до мене да ми даде вода, да и му кажа, Перо, идеме до крај, сиде тие нешто, и после ми беше незгодно, па се свртив. Он вика, требаше ти со мене до целта, вика, мене беше незгодно, викам, некој ќе помисли дека јас сум го извозил маратонов, за тоа се вратив назад, вика. Ама мислам дека секој еден од нас во даден момент од животот имаме потреба од луѓе, имаме потреба од луѓе генерално, од пријатели, ама имаме потреба од христијани. Кои што кога трчаме тешки километри, кога нешто не ни е добро во животот, кога си викаме дали утре ќе ме огрее сонце, значи дали имам сила за уште еден ден или за уште една недела или за уште еден месец, за уште една глава од мојот живот, значи мислам дека ни се од Бога дадена ни е црквата, и секоја здрава црква ќе гради односи на поддршка, на бодрење. И ние сме си потребни како црква едни на други, затоа што сите ние поминуваме низ порано или подоцна ќе поминеме низ тешки моменти во животот. И црквата за мене е значена особено за две нешта. Помеѓу другите оние клучни нешта, ама значена ми е и за овие две нешта. Црквата е од Бога замислена да можеш во тешко време да добиеш поддршка и во добро време да можеш да споделиш радост со некого. И ние како црква треба да ги градиме тие капацитети. Индивидуално треба да ги градиме тие капацитети. Учество во радост на другиот и поддршка во болка на другиот. Тоа е тој тим што ни го дава. И јас искрено ќе кажам, значи јас денеска не знам што би правил, не знам кај би бил, ако во клучни моменти од мојот живот мои пријатели, христијани и христијанки, не приметиле дека може би имам некој тежок период во мојот живот, не ме застане и не ми кажеле, знаеш што, идеме напред, идеме заедно. Идеме напред, идеме заедно. И јас верувам дека ние како црква сме повикани таков еден дух. Тој е светиот дух, всушност. Тоа е таа духовност, вистинска духовност. Тоа е светиот дух. Тоа е Бог кој што нас не повикува да учествуваме во радости едни на други и да си даваме поддршка. Да бидеме тим во вистинска смисла на зборот. И тим, да бидеш дел од тим, не значи да бидеш заедно со група луѓе во недела вечер. Да бидеш дел од црква, значи да се поврзеш со луѓето кои што се во црква. Свртиш еден телефон, да ги поканиш на едно кафе, да им кажеш, да прашаш што прават и како прават. Значи да отвориш простор за релации, да оставиш простор за
градење на црквата како тим. И мислам дека има голема вистина во едно нешто. Многу често ние се прашувам, добро, кој мене во црквата ми дал поддршка? Значи, ако сакаш да имаш поддршка, биди поддршка. Ако сакаш да имаш пријатели, биди пријател. Ако сакаш црква, биди црква. Тоа си библиските насоки. Да не чекаме се друго да се смени за ние тогаш нешто да направиме. Напротив, ние да бидеме двигатели, ние да бидеме оние кои што ќе инициираат вакви промени. И затоа секогаш искрено се плашам кога некој ќе се одвои од црквата, кога ќе се одвои од тимот. Кога можеби е само дел од групата или после некое време ни од групата, ни од тимот, значи. Не клучно заради тоа што тоа е секогаш еден симптом, еден знак дека некој можеби не само што не е предаден на црквата, туку можеби не е предаден и на Бога. И многу често тие два симптома во Библијата, како што знаете, се многу поврзани. Дека начинот на кој што ние живееме со луѓето е всушност начинот на кој што ние живееме со Бога. Тоа се неодвоиви две нешта. Неодвоиви. Во посланието до евреите во 12 глава ни е даден овој стих. Затоа и ние, вика, имајќи толку многу сведоци, да го отфрлиме од себе си секакво бреме и грев, што лесно се прилепува за нас, и со трпеливост и со трпеливост да побрзаме кон престојната борба. Овој стих е всушност сумаризација на цела 11 глава, во кој што авторот на посланието до евреите ни зборува од Авел, значи Енох, Ное, Авраам, да не ги редам, сите оние наши великани на верата. Ги набројува великаните на верата и ни зборува зошто се тие великани на верата. И кога ќе заврши оваа 11 глава, барем тоа е моето чувство, ја викам, јас сум горд, јас сум одушевен што сум дел од оваа историја. Историја на великани на верата, на луѓе кои што наспроти околностите, наспроти културните предизвици беа всушност во можност преку вера да му бидат послушни на Бога. Тие се моите херои. И не само тие, ова нешто продолжува, изборуваме за мачеништво, продолжува ни црквената историја. И 12 глава започнува токму со тоа, значи, кога знаеме дека јас и ти сме дел од една историја на Авел, на Ное, кој што се спротистави на културата на неговото време и градеше брод за подсмев на другите и остана после потоп. На Авраам, кој што на еден чуден начин доби призив од Бога и почна да го следи наспроти удобниот живот кој што тој го живееше во Ур Халдејски. Тука се наброени Јосиф, Мојсей, пророците, значи сите оние за кои што ние читаме во Библијата. И авторот на посланието до евреите вика, и затоа што си ти дел од таа историја, знај дека се тие твојата публика. Ни еден спортист, разговарате со спортисти, ни еден спортист не сака да се надпреварува без публика. Кој ќе им дадат забрана, кој ќе речат 3 надпревари без публика, тој има на нив смрт. Заради тоа што постои една симбиоза помеѓу надпреварувачите и публиката. Постои една нераскинлива врска. Навијачите се тука затоа што го сакаат спортот и не може да бидат од кој да е причини дел од тој надпреварувачки тим, и од друга страна надпреварувачите кои што знаат дека имаат ветер во своите едра заради тоа што имаат луѓе кои што навиваат за нив. И никогаш за мене се тоа многу моćни, емоционално моćни моменти кога да кажеме, не знам, овде во Скопје градски стадион е полн. Минатата година бев на надпревар, играше Вардар, полн, 36.500 гледачи. Саат време пред утакмица тоа е веќе како еден котел кој што врие, кој што едва чека да излезе Вардар на терен и сите да дадеме максимална поддршка за Вардар да победи. Значи, таквата една слика на публика. И пазите, немојте да ги подценувате тие стадиони или тие публики, бројноста на публиките. Јас бев многу изненаден. Кога бев во Ефес разбрав дека Ефешкиот театар собирал 26.000 души, другари. Значи, тоа е еден театар кој што е неверојатен. Неверојатен театар. И може да си ти во последен ред, акустика невидена. Значи, може да си во последен ред и доле да има човек и ти можеш да разговараш со нормален
Без да викаш, значи можеш да разговараш со човекот доле. Значи тоа се тие стиги кои што Павле ги има кога вика, сега, вика, вие немате обична публика, него вие имате публика на великани во верата, од кои што животи вие треба да се инспирирате, од кои што животи вие треба да се мотивирате. И ова се луѓе кои што верувам дека сите ние треба да посветиме време да ги проучиме нивните животи. Зошто се тие всушност великани на верата? Земете 11 глава, не знам, од денеска земете или од утре земете, видите кои се тука спомнати, вратете се назад во Библијата и видите всушност зошто се тие тука спомнати. Зошто се великани на верата? Ма тоа е нашата публика и нашата публика е се сите ние постбиблиски великани кои што дадоа дефинитивен придонес за ширењето на Божјото царство. Понатаму подготовки. Евреите 12 глава од 11 до 13 стих. Секоја дисциплина, значи секој дисциплинирање, тука е казна, тоа не е соодветен збор. Во почетокот не се покажува дека е за радост, туку за жалост. Знаете која е оваа слика? Ова е слика кога ние се запишуваме на спорт. После подолгорочна пауза. После недела две прашуваш некој, како ти е? Не можам да одам. Све ме боли. Значи тоа е прав. Све ме боли. Вика, мислам дека не знам, кај да се доправи едноставно болка. И вика, немојте тоа нешто да го доживувате како односно, тоа нешто на почеток не се покажува како радост, туку како жалост, значи како нешто што ни создава нелагодност. Но потоа, на оние што ќе се поучат од неа, таа ќе им донесе мирен род на праведност. Затоа, исправете ги премалените раци и слабите колена, и со нозите свој направете си прави патеки, така што она што е куцо да не се повреди, туку наскоро да се исцели. Че има еден момент во нашиот живот во кој што, да не се лажеме, Библијата и оно што нас Бог ни го збори, насамно не ни одговара. И си викаме, добро, мораше ли ова да биде во Библијата, и кога ние се обидуваме со Божја помош секако да се дисциплинираме, односно да се ставиме во еден Божји колосек, тоа не е пријатно. Не е пријатно. Значи тоа не е како некој холивудски филм, она симфониска музика, леле, едва е чекав. Кога ние менуваме приоритети во нашите животи, кога сакаме да го ставиме Бог таму кај што му припаѓа, таму кај што припаѓа во нашите животи, на онаа клучно место, на прво место. Секој од вас кој што го пробал тоа, ќе знаете дека тоа е многу тешка работа. Дека тоа е многу тешка работа. Дека тоа не е само од денеска Бог ми на прво место и готово, затоа што кога ќе го кажеме тоа, ние тогаш во тој момент разбираме колку работи всушност во нашиот живот биле и го завземале Божјото место. И ни станале многу мили и драги и ние не сакаме да ги ставиме на место број 2 и место број 3. И тоа е тоа што Бог ни, односно посланието до евреите ни го кажува дека тоа е сосема нормална работа и дека треба да издржиме. Ние немаме, како што кажавме, простор за генерална проба. Ние немаме простор за тренинг па да влеземе во живот. Ама овие духовни дисциплини, за кои што неколку пати сум ви зборувал, се всушност дадени за ние да можеме да имаме добар животен исход. И она што Павле го зборува во 27 стих е многу важно, а тоа е дека секој ден од нас нема да биде добар тркач ако не ја знае целта и ако не ја знае наградата. Ако денес овие маратонци ги пушти и им каже, знаете што, другари, трчете си вие низ Скопје, кога ќе ви текне, вратете се на Триумфална капија, па ќе се видиме тука. Безцелна трка никој не трча. Безцелен живот тешко се живее. Безцелен христијански живот уште потешко. И затоа никош не смееме да го сведеме нашиот христијански живот на оние практични само работи. Ајде сега нешто практично ќе зборуваме. Туку сите овие великани на вера кои што ги спомнавме, сите оние кои што ги спомнувавме во минативе недели, кога зборувавме за мачеништвото, значи сите тие имале едно нешто. Цврсто уверување дека за нивниот живот еден ден дека со таков начин на живот тие ќе остварат целта на нивниот живот. А тоа е живот со Бога. Дека тоа нешто, дека вечниот живот кој што Исус го ветува, не е само некаква приказка, не е само некаква метафора, туку дека е реален живот со Бога. И награда. Ние понекогаш околу наградиве сметам дека е добро да се потсетиме што всушност самиот Павле потенцира како награда всушност. Која е таа награда која што тој сака да ја добие?
Прва Солуњаните 19 Прва Солуњаните прва глава 19 се извинам, втора глава. Само секунда, тука можно да сум направил превид. Прва Солуњаните. Чудете како. Да, се извинам, втора глава, Прва Солуњаните, втора глава, 19 стих. Вака вика Павле: зашто која е нашата надеж или радост или венец, односно награда за пофалба? Та не сте ли тоа вие пред нашиот Господ Христос пред неговото доаѓање? Главната награда на која што Павле се надева не е дека он ќе биде главен на небото, не е дека он ќе добие, не знам, најголеми пространства универзумски, туку дека оние луѓе на кои што тој им зборува за Бог, им го кажува евангелието, таа добра вест, дека тие луѓе еден ден ќе завршат со него. 20 стих вика: да, вие сте нашата слава и нашата радост. Кога ние размислуваме за некои други народи, мислам дека се уште размислуваме врз основа на параметри кои што се од овој свет. Она што Павле го очекува е всушност со тие луѓе со кои што е во Солун и е во Коринт и во Рим и не знам сите оние други места на кои што Павле работел, Ефес, да не ги набројуваме, дека тие луѓе еден ден, дека со тие исти луѓе тој ќе сподели вечноста. Дека со тие луѓе тој ќе сподели вечноста. И таа награда е награда која што ни вете на секој од нас. Дека ние имаме право и дека ние имаме обврска. Ваквата награда, ваквата цел на животот да ја споделуваме со другите. За еден ден ние заедно со нив и со Бог, значи со Бог и со луѓето, да можеме да живееме вечно. Не знам каде си денес. Не знам дали почнуваш трка, не знам дали си на средина, не знам дали си, не знам. Може би размислуваш да се откажеш од трката. Може би си викаш: трчав и никој не го ценеше моето трчање. Или може би си викаш: трчав и некој од мојот тим, наместо да ми помагам, ми поставуваше сопки, па паѓав. Или може би си во една ситуација во која што си се уште со добар елан, зашто ја знаеш целта, ја знаеш наградата, трчаш добро. Би завршил со ова за сите нас: да бидеме мудри и да ги искористиме овие Божји ресурси. Да живееме живот со Бог. Да бидеме луѓе на Библијата и да дозволиме Библијата да не толкува нас и нашиот живот. Првенствено. Библијата нас да не толкува, не ние само да толкуваме Библијата. И да дозволиме Библијата да го протолкува секој сегмент на нашиот живот и да ни каже какви се навистина работите. Да бидеме реално дел од тимот, да бидеме реално дел од оваа наша локална црква, да се дадеме себе си во оваа наша локална црква, затоа што Бог го сака тоа. Бог едноставно не повикува на учество, на тимски пристап во нашата локална црква. И мене ми е многу драго што сум јас дел од овој тим. Од овој тим кој што Бог го има заедно поставен. Со цел. И дека ќе искористиме сите оние други нешта кои што Бог ни ги дава, длабоко уверени дека имаме цел. Живот вечен со Бог и со луѓето и дека самото тоа по себе ќе биде награда која што нас Бог ни ја дава. Дека Бог ни даде од неговиот Дух Свети. И фала му што ни го дава неговиот Свети Дух. И нека не даде едни на други. За да можеме во тешките моменти да си бидеме поддршка и да можеме во радосните моменти да можеме да споделиме радоста и да дозволиме, да му овозможиме некој да истрче до крајот, онака како што Бог тоа го замислува. Амин.